Благодарам. Почитувани колеги пратеници, почитуван министер за внатрешни работи, почитувана македонска јавност, се јавив процедурално. Јас не сум правник, меѓутоа во деловникот за работа на Собранието на Република Македонија во членот 150 став 1 предлогот на закон за изменување или дополнување на предлогот на законот се поднесува во форма на амандман. Значи, денес зборуваме предлог на закон за изменување и дополнување на законот за државјанство на Република Македонија по скратена постапка со европско знаменце. Според член 152, председателот на Собранието амандманите веднаш ги доставуваат до пратениците, матичното работно тело и законодавно-правната комисија. Јас не можам да разберам зошто нашите амандмани се одбиени, врз која основа председателот ги има одбиено и отфрлено, затоа што сепак со тие амандмани може да се реагира и да се подобри законот за државјанство. Од друга страна, сакам да прашам, како може еден ваков суштински закон за една држава да се носи со европско знаменце, а при тоа, како што гледам, нема усогласување со европските закони. Сакам да потенцирам дека ние не сме против оние граѓани кои што живеат во нашата држава, кои што немаат добиено државјанство подолго време, да не им се помогне да добијат државјанство. Тие се изгубиле низ лавиринтите на институциите, секако сите знаеме како функционираат нашите институции, затоа тоа така се случува, меѓутоа сепак законите кои што се носат тука, а колку што знам јас, ние имаме закон за добивање на државјанство, не видов во законот дали е направена анализа за колку вакви граѓани се работи. Зошто да не можеме да речеме ние како пратеници да им помогнеме, зошто да се носи ваков закон по скратена постапка со европско знаменце? Дали се има направено компаративна анализа со другите европски земји, тука ништо не ни е доставено, на каков начин добиваат државјанства граѓаните во европските земји. Колку што имам информации, сосема е различно добивањето на државјанство во Република Словенија, во Германија, во една Данска, каде што мора да полагаш дански јазик и историја на дански народ за да добиеш државјанство покрај другите услови, а вие тука ни давате некој закон со потврда дека платил некој струја да добие државјанство на Република Македонија. Некако сите работи, како дојдовте на власт на сила, така продолжувате да ги носите законите на мускули. Зошто вака, сакам да ве прашам, не реагиравте кога беше обелоденета аферата мафија, кога на 214 официјални биле дадени официјални 214 пасоши на наркодилери кои што делувале низ оваа наша држава, зошто тие пасоши не се поништени досега, зошто не се уапсени, зошто не е спроведена меѓународна потерница, зошто дозволивте тие луѓе да ја представуваат нашата држава насекаде во светот. Навистина, некои работи не можам да ги разберам. Ова, кога ве гледав на телевизија, кога ја зедовте власта, мислев дека така насила земањето не власта е само пуста желба за власт, затоа што долги години бевте во опозиција, меѓутоа времето покажа и во ова една година и понатаму силата ја користите за да си ги оправдате вашите цели. Се надевам и верувам дека наредна седница на Комисија за европски прашања ќе биде легализација на марихуаната. Ви благодарам.